Ова е секако не е изненадување, но е крајно непријатно да се добие папка со вашите разговори и со факт дека сте еден од прислушкуваните граѓански активисти или раководители на граѓански организации. Ова е нешто што сите го насетувавме во изминативе години и што го чувствувавме на еден или друг начин на своја кожа. Но денеска само се потврди. Се уште ги немам детално видено ниту разговорите, ниту материјалот, но бевме споменати како нашата организација како една од 10 најдолгоследени и најмногу прислушкувани. Мислам дека тоа укажува на еден диктаторски однос на власта кон граѓанското општество, бидејќи само во диктатурите граѓанските организации, граѓанското општество се сметаат за непријатели или пак за објекти кои што треба да бидат следени, прислушкувани за да им се знаат плановите. Што ќе преземете? Се уште не сме се координирале, но нашата основна идеја е заедно со останатите граѓански организации кои што се за сега знаеме дека се прислушкувани и имаат ваков материјал, да поведеме и судска постапка која што би завршила и во Страсбург, бидејќи сакаме да има и ова правна разврска, секако дека ќе се организираме за да ги гониме сторителите. Ја погледнавте ли папката, можете ли да потврдите автентичност? Се уште не, бидејќи е CD во прашање. Значи можам дополнително да ви напишам дали се автентични. Меѓутоа, она што ни беше кажано е дека долго време се работи за материјал кој покрива повеќе години и за материјал кој покрива повеќе луѓе од организацијата. Така што се работи за голем број на луѓе, се работи за голем број на разговори, за луѓе кои што пред се си работеле работата во граѓанскиот сектор, критикувале, анализирале, комуницирале со разни фактори, меѓутоа не правеле ништо против државата и токму затоа е срамотно и крајно, да речеме, агресивно да се прислушкуваат и да се следат такви луѓе, бидејќи ако граѓанските организации се опасно за оваа држава и биле така следени, што останува за политичките партии, што останува за другите кои што се позаинтересирани за превземање на власт.